Така, добро утро повторно од мене Верчана Тиран. Добро утро и до вас, драги гледачи кои сте на програмата на Канал 5 и ја следите Здраво Македонија. Токму така, Верча веќе го најави овој хуманитарен настан, продај облака, подари училишен прибор, насловот на Зелените иницијатива на граѓани од Газибаба, кои што сакаат да помогнат кога во прашање децата на училишниот прибор. Дејан со мене од Зелените ова утро, за да ни кажа малку повеќе за настанот. Дејан, добро утро. Добро утро на сите гледачи на Канал 5 телевизија. Прво благодарност до вашата телевизија, Канал 5 и тебе како новинар, што успеа да дознае дека ние како група на граѓани Зелените од Газибаба спремаме еден настан кој е повеќе од едукативна природа. Се работи за настан, продај облека, купи училишен прибор. Што значи тоа? Значи свесни сме дека многу домакинства вишокот на облека најчесто го фрлаат во контейнери или пак се случува да го разменуваат помеѓу себе, што е добро. Во случајот, значи, таа гардероба да не завршува во контейнери, решивме да направиме еден настан и се надеваме дека тој настан ќе прејде во традиција, барем еднаш месечно, да граѓаните од Газибаба имаат место и време каде таа гардероба ја изложат, ја продадат и со тие пари можат да си купат нешто друго што ќе им треба за нив. Во случајов за настанот во недела, ние го крстивме продај облека, купи училишен прибор, бидејќи е последен викенд, нели пред почетокот на учебната година, па така граѓаните ќе можат да продадат облека и за своите деца, нели, да купат училишен прибор. Настанот највеќе сакаме да биде насочен према младите, бидејќи младите треба да знаат дека гардеробата, за самото производство на гардеробата се трошат многу ресурси. Значи 20% од водата, од отпадните води, се должат на производство на облегата. Преку 10% од CO2 гасовите во природата, исто така се должат од производство на облеката. Облеката која ќе заврши на отпад се случува и нели во земјата и во водите, се случува нели од тие синтетички материјали да седи дури 200 години. Така да најдобро е, препорачуваме да постојат вакви настани, да може таа облека неколку пати значи да се препродава, да се носи, бидејќи верувам дека има многу убави парчиња облека што еднаш ќе се носат и потоа тие завршуваат на отпад. Исто така сакам да напоменам дека во светот веќе почнува да се раѓа една друга контракултура на брзата мода. Тоа е спората мода, каде што веќе граѓаните, посебно во високо развиените земји, значи посетуваат многу повеќе секонд-хенд продавници, старата гардероба, значи повторно ја ремодифицираат за да можат повторно да ја носат. Така да верувам дека полека и кај нас ќе почне да функционира таа спора мода, што е добро за нашата општина, за нашиот град, за нашата држава и општо за целата планета. Во недела ќе се одржи настанот, кога ќе почне и колку време ќе трае, дали ќе биде само во недела тој настан? Во недела започува од 8 часот. Убав ден е недела, нели? Празник, голема Богородица. Значи граѓаните може да одат во црква, во џамија, после тоа да дојдат на настанот. Значи апелирам кој има гардероба за продавање да си дојде тука слободно да си продава. Кој што сака да си купи нешто исто така да дојде да си купи. Значи едноставно да граѓаните да дојдат, да посетат, да видат за што се работи и се надевам дека ќе имаме од општината понатаму дека ќе има интерес овој настан да го земе во предвид, затоа што еве ние како група на граѓани Зелените од Газибаба повеќе пати во западните земји ги имаме посетувано, значи вакви настани. Секаде постојат, значи сме били во Шведска и во Германија и во Англија, каде што граѓаните еднаш месечно излегуваат, си продаваат тоа што не им е потребно, си купуваат тоа што им е потребно, со исто цел да не заврши тоа на отпад.
Така Дека е на за прв пат ова се одржува од страна на зелените. во нашата општина ова за прв пат се случува и затоа апелирам, ние ќе имаме средба и со градоначалникот. Градоначалникот до сега имал слух за нашите идеи, се надевам дека и за оваа идеја ќе има слух, да направиме една средба за понатаму да одбереме локација каде што може еднаш месечно граѓаните да разменуваат стоки за се со цел тие стоки да не завршуваат на отпад. Јан благодарам за одвоеното време, ги покануваме гледачите како што кажа и ти 8 часот недела Кино Маđари, тука ќе се одржува настанот. Благодарам. Многу успех и ова да остане традиција и во наредните години. Благодарам, секој е добро, се гледаме во следна прилика. Така. Драги гледачи, го слушнавте и Дијан од Зелените за овој настан, кажа и он дека на убав ден одбрале голема Богородица во недела. По заменувањето или одењето во црква можете тука да дојдете, да донесете облека, да се размените, да ја продадете. Важно е да не заврши во отпад. Толку од овие вклучувања во живо вечер останува со вас на програмата на Канал 5 Здраво Македонија. Имаме уште многу интересни теми се никаде до 15 до 10 часот. Вечер се враќаме кај тебе во студиото.